Благодарам председателке, почитувани колеги и пратеници, почитуван заменик министар, почитувана јавност. Најнапред морам да бидам искрена и да кажам дека нашата држава заслужува вложување особено во вештачката интелигенција и во дигитализацијата од аспект на борбата со корупцијата. Токму затоа и ги поздравувам проектите кои што го сузбиваат човечкиот фактор и криминалот во оваа држава, кој што е на рекордно висок ниво. По однос на амандманот поднесен од колегите, морам да кажам дека она која што го знам и јас како информација која што излезе исто така и во јавност во врска со дигиталниот асистент Ада, и како што каже и колегата Биктеки, вложени се сериозни средства за самиот дигитален асистент Ада кој што користи вештачка интелигенција, но не ценам дека целта на постоење на овој дигитален асистент е остварена, односно по оние информации кои што ги имаме е дека не дава одговор на суштинските прашања кои што му се поставени, не одговара на вистинските прашања заради кои што е и основан самиот овој проект. Ценам дека во рамки на фондот за иновации имаме низа на проекти кои што не биле ефикасни, не оствариле својата цел, така што жалам што и овој проект не ја остварува суштински онаа цел за која што беше презентирана, како што ја знам лансиране во 2022 година. Целта и основата на постоење на овој проект ја поздравувам, но она кое што суштински се крие позади овој проект е дека имаме уште едно рекордно искористување на државните пари, а кои што повторно не даваат некаков ефект во целта заради кое што е самиот проект основан, а тоа е да обезбеди информации за условите за инвестирање, кои што овозможуваат исто така државна помош. Поради тоа ценам дека не треба да дадеме поддршка на уште еден ваков амандман, особено во делот на ФИТР, каде што сведоци бевме дека имаме низа злоупотреби на финансиски средства. Јавноста и вие, колеги пратеници, знаете дека имаше специјална ревизија извршена во делот на фондот за иновации, каде што е најден криминал од 3 милиони евра, така што ценам дека во овој дел треба да бидеме особено внимателни. Наместо тоа, денес имаме стратегија за вештачка интелигенција во рамки на националната ИКТ стратегија, која што особено ќе се осврне на употребата на вештачка интелигенција во нашата држава. Ценам дека треба на врвно и приоритетно ниво да го ставиме овој сегмент, бидејќи не смееме да бидеме држава во која што само ќе се зборува за немање на учебници редовно доставени, додека нашите врсници во земјите членки од Европската Унија зборуваат за употребата на вештачка интелигенција. Ние до пред скоро време зборувавме за ненавремено доставени учебници до училиштата. Така што ценам дека Ада е уште една злоупотреба на стартап во рамки на ФИТР и дека нема ефикасност и нема реализација. Поради тоа ценам дека особено треба да бидеме внимателни во делот кога ги накачуваме средствата во делот на ФИТР. Наместо тоа денес имаме и влада која што го поддржува формирањето на првиот европски дигитален иновацијски хаб на најдобрите факултети од Македонија со проект кој што значи поддршка на приватниот сектор за иновации и технолошки развој. Потоа преку програмата Дигитална Европа, за која обезбедивме пари преку ребалансот на буџетот, за прв пат имаме 3 проекти во износ на поголем од 4 милиони евра со нив. Тука морам да потсетам и на она мерка која што објавивме како влада, дека ќе го поттикнуваме и предприемништвото кај младите, нешто на кое што сметам дека повеќе исто така треба да се фокусираме за поттик на млади предприемачи, за поддршка на овие млади луѓе кои што ќе добијат помош од 10 до 30.000 евра, но се сериозно утврдени критериуми од страна на државата, а не да сведочиме на пари кои што се неефикасно употребени. Затоа ценам дека овој амандман не треба да се поддржи, бидејќи ефикасноста на дигиталниот асистент Ада не е на соодветно ниво. Благодарам.